На Форд Мондео му преостана уште помалку од една година живот. После скоро 3 децении легендарниот модел оди во пензија. Звучи тажно, што за сите обожаватели на марката навистина и е, но овој потег во суштина е дебело оправдан. Продажбата во Европа континуирано му опаѓаше, за да од дамнешните преку 300.000 лани спадне на едва 20.000 примероци. Тоа заедно со престојната целосна електрификација на европската гама и преферирањето на кросоверите што веќе се случи во Соединетите Американски држави, неминовно доведе до негово гаснење. Сепак, за да не остане горчлив вкус во устата, Мондео индиректно ќе биде заменет со сосема нов модел во кросоверски стил, какви што впрочем сега се во фокусот на купувачите. Тој всушност би бил нешто повисок караван кој треба да ги задржи и надгради позитивните карактеристики по кои Мондео беше познат кај купувачите. Но кога ќе дознаеме нешто повеќе за него, не се знае. Најверојатно прво ќе ја дочекаме замената за неговиот американски пандан Fusion, кој Форд со ветување за сличен таков негов наследник го исфрли од гамата минатата година. За крај и информацијата дека името Мондео сепак нема да згасне барем уште некоја година. Ќе продолжи да живее во Кина, каде лани тамошниот модел доживее уште една рестилизација. Од лансирањето на Мондео во 1993 година, Форд во Европа продаде повеќе од 5 милиони примероци од него.